Брзото темпо кое ни го наметнува современиот стил на живење, случајно или не оддалечува од корените, па многу често забораваме кои сме, па дури и од каде потекнуваме. За среќа, во трката за пари и кариера, понекогаш случајно наидуваме на нишка која не потсетува на нашите предци, традицијата. Да застанеме за момент и да се вратиме во она време на нашите баби и дедовци. Доволно е да одвоите само неколку минути и ние ќе ви понудиме нешто интересно. Кукли во автентична народна носија од нашето поднебје, изработени со многу љубов и енергија, која ќе се обидеме да ви ја пренесеме. Како дојдовте до идејата за изработка на кукли со народни носии од македонското поднебје? Како голем почитувач на македонската традиција, подолги години истражував пред се народната носија, воодушевена од тоа, а и од тоа дека разочарана дека во Македонија нема конкретен производ, некој од нашите македонски ракотворци кој што ќе ја презентира македонската традиција и култура. Еден ден решив да започнам со ова. Истражувањето ми помогна многу, бидејќи македонската култура и народните обичаи изобилуваат, навистина се премногу богати, изобилуваат со многу богатство. Пред се тука е колоритот на боите. Основно е да се знае дека црвената, црната и белата се оние нишки кои што постојано се провлекуваат, нормално надградени со многу други детали кои што ја прават уште побогата. Неколку години поред, патувајќи низ Македонија и во Охрид, каде што знаеме нашата туристичка мека, постојано гледав што се има од типот на сувенири што се продава таму и сватив дека она кое што јас можам да го направам и да го понудам на пазарот, тоа се куклите во народни носи. Зошто токму името Велика го одбравте? На почетокот кога почнав со изработката на куклите нема некој име, беа кукли во народни носи. Меѓутоа, со тоа што секој се воодушевуваше кога ќе ги погледнеше, па и јас самата, мислам да не бидам премногу скромна, мислев дека треба да им се даде душа. А душа има нели секој човек и секој предмет кога ќе му дадете некакво име. Тргнувајќи од тоа дека сум самоука во овој занает, воопшто не сум посетувала нити некаков курс, нити пак некој претходно ме обучил за тоа. И исто така и мојата баба, која што не ја ни познав, починат уште пред да се родам, многу одамна, исто била самоука. Мислев дека токму таа нејзина енергија, што може би се пренесува или ген од генерации на генерации, што е баш специфично за нас македонците, дека токму таков некој ген имам токму од нејзе земено, бидејќи и мојата сестра и мојата мајка знаат да шијат, и јас, а никој од нас воопшто не посетувал некакви часови, за обука околу шиењето. Па сметав дека е најсоодветно точно на куклите да им ја дадам душата на мојата баба, бидејќи во времето кога таа живеела, домашната облека била токму народната носија, облеката за на пазар, облеката за празник, за делник во селото, била само народната носија. Сметав дека ако моите кукли се викаат токму како нејзе, дека на некој начин ќе го продолжам и незиното име и незината традиција, она што таа ја негувала, а со тоа ќе останам и достојна на мојата лична традиција и на себе си. За да се долови автентичноста на традиционалните носии, потребно е многу внимание и истражување. Во нив е проткаена нишка културни, економски, историски и општествени случувања. Различните влијанија низ вековите довеле до конкретните форми на народното облекување, кои до детали се разработени во куклите. Деталите се мощно важни. Вкупната композиција на куклите е хармонично доловена до најситен детал и во орнаментиката и во специфичниот колорит на нашето поднебје. Комплексноста на носиите е комплетно изработена во помала форма. Носиите ги изработувате рачно. Какви материјали користите? Пред се во моето истражување, се трудам прво да го доловам квалитетот на материјалот, бидејќи тоа е многу важно. Секогаш имаме најразлични материјали од типот на квалитетот. Тука е застапен ленот, потоа плишот,
Во однос на марамите исто така мора да бидат и тие што е можно поавтентични. Секако тука се и бројните траки, ширитчиња што ги викаше баба ми, кои што се потребни значи за таа да се збогати. Колоритот на боите во однос на везовите, везењето значи исто така треба да бидат доста богати и да се погоди конецот и материјалот, вуниците кои што се користат, потоа деталите во однос на метални предмети, парички ако треба, синџирчиња, герданчиња, се што е потребно за една кукла. Меѓутоа пред се многу е битен навистина квалитетот на материјалот да се погоди. Пример, македонските бичви на машката народна носија се токму од волна направени, волнени се и материјалот кога би бил од некаков друг квалитет нема да ја долови автентичноста на носијата. Додека кај женската носија фустанот, односно кошулата која што се изработува, исто така пожелна да биде од лен. Во случај кога тешко го наоѓам него на пазарот, бидејќи во минатото и тој лен така тенок се ткаел на разбој. Денеска е многу тешко тоа да се најде. Може би еден двајца во Македонија го изработува. Се обидувам да користам материјали кои што се приближни на тој квалитет, пред се за да автентичноста буквално на носијата остане зачувана. Тука имам мунистри кои што ги користам за герданите и една многу тенка игла на која што се нижат. Потоа во однос на на накитот, тоа се парички и други пропратни делчиња кои што ја доловуваат оригиналноста на носијата. Волната, значи чиста волна, од која што ги правам оној делот кај што се фурките, значи и делот каде што работат. Вуниците нормално знаеме, во сите можни бои, али претежно црвената, црната, жолтата ги имам секогаш, бидејќи тие ми се најпотребни. Типот на траките, значи на нашиот пазар, поготоа на бит пазар, може да се најде се и се што секогаш. Само треба многу да се бара и да се најде соодветното. Значи нешто ќе одговара во зависност од фотографијата што ќе имам и побарувачката за таа носија. И марамите, значи ги користам и овој тип на марами, кои што се баш автентични, ги има значи во бела, во бордо боја, во жолта. Во сите овие најчесто ги набавувам или од пазарите, доколку ги нема во црквите, во нашите храмови ги има секогаш, бидејќи луѓето ги оставаат за здравје, нели? Па јас токму нив ги откупувам, бидејќи тие ми се потребни. А се со цел секој да понесе со себе кога ќе ја купи куклата, нешто што е баш специфично и автентично за нас. Од кои региони најчесто изработувате носи? Најчесто секогаш тоа изработката на носите по региони ги следам од потребата на клиентите, меѓутоа и онака по моје видување кои се најбогати и најавтентични, и нив ги изработувам. Овде имаме скопската носија, која што се одбележува значи со 3 важни бои, тоа се белата, црната и црвената. Марамата може да биде бела, а може да биде и во жолта боја. Може да биде вака заврзана, како што е сега, а може тоа да биде и во еден друг поглед, значи од оваа страна кога виси сама. Во однос на скутината, таа е секогаш малку пократка од кошулата која што има и многу битна овој тип на трака што е карактеристична за нејза. Елекот е црвен, секогаш. Сега овие ги доловив, некогаш се обидувам и да ги искористам моите идеи, онамо каде што тоа не е возможно, значи во минијатура да се долови. Ги користам. Секогаш се обидам мојата креативност да ја внесам малку во нив и да им дадам некој друг
малку драж на куклите. Значи нема да тоа да биде се по фотографија, меѓутоа сепак да ја запази автентичноста и она како изгледа во оригинал. Карактеристично за моите кукли што се обидов да им дадам и работа. Значи тоа се обидувам на сите од глина правам ѓунци, танирчиња, значи лажички на земјани. Бидејќи нашата македонска жена пред се домакинка, нели? Секогаш се грижи за семејството, за домот, па поради тоа и се обидов да го прикажам и тоа на некој начин. Значи овдека имаме плети, тука имаме некој кој што со фурка и со вретено, значи изработува и игра орка со марама во раката. Исто и со машките народни носи кои што ги изработувам. Исто и кај нив се обидувам, значи срп, слама, тапан, најчесто нели мажите се тие кои што се го забавуваат народот сред село кога има големи празници. После сум изработувала галичката носија, што е навистина уникатна и препознатлива за нас македонците, не само во Македонија, туку секаде во светот. Вевчанската носија, значи Струшки Дримкол, тоа е областа. Интересно е што се што е во областа на река, односно мијачијата, речи си наликува една на друга. Значи тоа е од селото Битуше, Галичник. Само некои детали се поразлични, некои се запазени речи си сите оригинални делови во повеќето носи, значи во една област. Ако земеме, например, Прилипската, исто така, таа упфаќа еден поширок регион, тоа е Пелагонија, меѓутоа сепак има моменти во кои што се разликува. Може ли да видиме дел од начинот на изработка на носиите? Овде имаме изработка на машка народна носија, скопска. Значи пред се таа се состои од бели панталони, чорапи, кои што ги има, истите тој и бела кошула, задолжително црвено илече со срма или со друг тип на, може да биде траки, црна или некој од овој тип, значи од народната носија, од народните шари, мислам. На ова во моментов, значи ова е без елече и фали сега тука еден појас, кој што обично го изработувам со силиконски пиштол. Значи појасот, потоа после од кога ќе се намести појасот, се прави сукничето бело, што е специфично, нели? Тоа пред се мора да биде добро плисирано, се шие и нормално со пеглата треба да се испегла за да плисето биде соодветно. Значи доаѓа тука некаде под појасот. Откако ќе се намести појасот, значи останува уште лечето со срмата и шубарата, што е карактеристично за црна вулнена капа, која што е карактеристична за овој тип на носија. И сега овој во однос на машката скопска носија, обично не ставам од типот на тапа, нешто што ќе има во рацете. Може да биде тоа слама, може да биде исто игра орец со некој марамче. Во Македонија се среќаваат голем број носи, некои од нив специфични за само едно село и посебно време. Имаме богата историја и природни богатства од нашите предци, да се обидеме да зачуваме макар парче од она што ни го оставиле.